Според експертите, бројката е голема и покажува дека повеќе од 1/3 од вкупниот број трактори биле без соодветна документација и нелегално се вклучувале во сообраќајот. Со регистрацијата, земјоделците добиваат право на собственост и документи. Ке можат да ги движат тракторите по сообраќајници, а не како досега да ги оставаат на нивите. Воедно ќе се води сметка за нивната исправност, што ќе ги намали незгодите кои годишно достигнуваат до 100, при што освен трактористи страдаат и деца, велат експертите. Регистрацијата ќе овозможи механизацијата да се продава или заложува. Со новата вредност, земјоделците ќе можат да се здружуваат во задруги и да формираат основен задружен капитал. Значајно е и што ќе засилат својата конкурентност за добивање повеќе бодови за конкурирање пред програмата за рурален развој, каде се бодира и поседувањето земјоделска механизација, додаваат експертите. Според проценките на терен, Македонија располага со 53.606 трактори, од кои околу 30.000 се нерегистрирани, вклучувајќи ја и приклучната механизација при колките. Причина за големиот број нерегистрирани машини е нивното користење од времето на поранешна Југославија, добивањето трактори во наследство, купување без купопродажни договори. Од донесувањето на законските измени со кои постапката за легализација значително се поедностави, регистрирани се вкупно околу 8.000 трактори.